Денешната средба всушност представува продолжување на сите досегашни заеднички активности на сите нивоа за што поголема либерализација на прекуграничната трговска размена на стоки, капитал и проток на луѓе во насока на создавање единствена зона за економска соработка во регионот и пошироко. Кога велам продолжување на сите активности, мислам на сите чинители во нашата држава, пред се од доменот кој што го покрива денешната конференција, односно Царинската управа на Република Северна Македонија, исто така универзитетски институции како Економскиот факултет, меѓутоа и ние како Стопанска комора во рамките на сите активности кои што ги превземаме со активностите на Коморскиот инвестициски форум. Тргнувајќи од таквите намери, беше поставена и целта на овој настан, а имајќи го предвид досегашниот тек на процесот на глобално прекугранично олеснување на меѓународната трговска размена, темата на денешниот настан е фокусирана на тоа какви решенија нуди Светската царинска организација, секако за зајакнување и поефикасно функционирање на царинската администрација, давајќи посебен осврт на концептот на паметни граници или smart borders, кој што во центарот на вниманието ја става улогата токму на царинските управи во поддршка на агендата за одржлив развој на Обединетите нации 2030 година. Не е спорно дека практичната примена на овој концепт значајно ќе придонесе за осетно подобрување на квалитетот и брзината на поедноставувањето на царинските постапки, а бенефитите од тоа ќе се почувствуваат секако преку забрзан прекуграничен проток на стоките и на патниците, забрзан економски раст на националните економии и подобрување на вкупните економски ефекти во самите компании. Почитувани, сведоци сме на се подинамичен развој на меѓународна трговска размена, во која обстанокот на секоја национална економија на меѓународен план ќе се сложите зависи од способноста како таа економија ќе се прилагоди на условите што ги диктира светскиот процес на глобализација. Ниту една земја која претендира да има стопански раст, брз стопански раст, не може да го одбегне или заобиколи актуелниот процес на глобализација како современа форма на меѓународна соработка, која подразбира се поголема поврзаност, меѓузависност на националните економии за да се опстане во таа остра трговска битка, бидејќи профитот не признава ниту граници, ниту политики, ниту моќ што може да го ограничи. Со цел да се олесни и забрза патот на профитот во меѓународни рамки, во центарот на вниманието на оваа денешна средба е ставена потребата и начинот на олеснување на прекуграничната трговија како фундаментален фактор во тој процес, и тоа гледано не само преку инвестиции кои ќе ја подобрат транспортната инфраструктура на граничните премини за да се олесни пристапот до пазарите, туку и преку олеснување на фазата на царинење на граничните премини, поедноставување на постапките, намалување на бројот на документи, интензивирање на електронската размена на податоци помеѓу царинските служби, избегнување на двојните контроли на граничните премини и слично, што би резултирало секако со вистинско, практично заживување на концептот овластен економски оператор во меѓународниот синџир на снабдување. Стопанската комора на Македонија како најбројна бизнис асоциација во земјата, имајќи ги предвид и препораките за реализација на Европската агенда, активно е вклучена во активностите за подобрување на бизнис обкружувањето, конкурентноста, иновативноста, научно-технолошкиот развој, давајќи го својот соодветен придонес, како што кажав, и во рамките не само на земјата, туку и во рамките од земјите од Западен Балкан, преку активното делување на Коморски инвестициски форум. Почитувани, пред да му дадам збор на господинот Ѓоко Танасовски, директор на Царинската управа, да го поздрави собирот, а потоа и на доктор Кунио Микурија, односно генералниот секретар на Светска царинска организација, дозволете ми накратко со вас да го споделам неговото CV, односно неговата кратка биографија, од кога има почнато да работи во Светската царинска организација, кои се неговите досегашни експертизи. Господинот Кунио Микурија е генерален секретар на Светска царинска организација од 1 јануари 2009 година,
Со лидерство и извршно раководење придонесува за реализација на приоритетите на Светска царинска организација, вклучувајќи развој на глобални царински инструменти, стандарди и алатки, обезбедување и олеснување на глобалната трговска размена, остварување приходи, градење на партнерства помеѓу царината и бизнисот, пружање развој на капацитети како и поддршка на царинските реформи и модернизацијата. Пред да се вработи во Светската царинска организација, 25 години работи во Министерството за финансии на Јапонија. Во текот на неговата кариера во Министерството, доктор Микурија зазема разни високи позиции, каде што се стекнува со широко искуство и познавање со царинска проблематика, трговска размена, развој, буџет, финансиски политики. Работи како извршен директор на активностите за борба против незаконската трговија, потоа како директор за истражување и меѓународни работи ги поставува темелите за склучување на првиот регионален договор за трговска размена на Јапонија, а подоцна станува и советник во Бирото за тарифи и царина. Тој исто така извршува позиција на директор за плати и надомести со намена да го координира нивото на надомести за целиот владин персонал и зазема позиција на контролор на буџет за надворешни работи, официјална помош, меѓународна трговска размена и индустрија во Бирото за буџет. Доктор Микурија има завршено право на Универзитетот во Токио и поседува докторат за меѓународни односи од Универзитетот во Кент. Навистина, господине генерален секретар на Светска царинска организација, се гордееме што денес имаме ваков гостин не само во Република Македонија, туку и во Стопанската комора на Македонија и се надеваме дека и преку вашата презентација ќе ги поттикнете и окуражите и студентите, односно идните предприемачи, меѓутоа и македонските компании, ќе им кажете дека се на правиот пат, меѓутоа исто така ќе им кажете и што е она што од светско искуство можат да го подобрат во нивното работење. Јас толку за почеток, сега му давам збор на директорот на Царинската управа, кратко да ве поздрави, а потоа и на генералниот секретар ќе му дадеме подиум за негова презентација. Повелете. Ми представува и мене често сме денеска тука, не само како Царинска управа, туку и како држава да можеме да го угостиме високиот гостин, господинот генерален секретар на Светската царинска организација, господин Кинио Микурија, кој верувајте од ова, ајде да речам CV кој го прочита или савета, јас би извлекол една поента. Тој е начело на Светската царинска организација од 2009 и ако се прашувате зошто е толку долго и зошто е толку успешен, целото тоа CV има успеено да го операционализира и практично да го примени не само во корист на царинските администрации, туку она што е поважно да формира една светска царинска организација која е транспарентна и отворена за барањата на деловната заедница. Бидејќи сите паметни граници не би имале смисла доколку немаме кој да поминува низ тие граници. Јас верувам дека денес презентацијата ќе ве задоволи, ќе поттикне многу, ето и кај младите студенти, многу прашања, можност за истражување понатака, бидејќи самата Пикард конференција која ја одржуваме и на која сме организатори ние како Царинска управа со економскиот факултет и со поддршка на Светската царинска организација и царината на Кореја, има многу важна тема која се однесува во однос на големите податоци, начинот на нивна анализа, трговија, подобро гранично координирано управување. Сето тоа се теми кои ја представуваат иднината не само во работењето на Царинската управа, туку и во работењето на самите компании, преку што верувам ќе се подобри и конкурентноста на македонските оператори да може да го заземат своето место не само во регионалните синџири на снабдување, туку и на светско ниво. Јас толку би најавил и верувам дека ќе уживате во презентацијата на генералниот секретар. Ви благодарам уште еднаш. Господи подпредседател, ви благодарам за вашето љубезно представување, како и на директорот исто така. Големо задоволство е да се посети ова комора. Од нашата поента многу ги цениме нашите партнери од царината, затоа што
Целта е да ги држиме нашите граници отворени и поврзани. Исто така мило ми е што гледам и млади студенти, затоа што вие сте иднината на оваа земја и вие сте таа идна генерација која ќе го поддржува, ќе поддржува трговската размена и економијата. Така што ова е мощна и добра можност за мене да зборувам пред вас. Нашата организација, која е составена од 183 членки, значи скоро сите земји се наши членки, ги користиме нашите алатки за да се осигураме дека ќе се одвива трговската размена соодветно. Ние се дефинираме како царина. Што е царина? Тите гледате царина на границите и нашето мото е границите разделуваат, но царините поврзуваат. Целта е значи да создадеме врски нормално во партнерство со бизнисот. Врз таа основа на тој принцип ние се развиваме, тоест развиваме и создаваме една нова тема, едно ново мото сека година, а како што спомна подпредседателката, годинашната тема е паметни граници. Што се паметни граници? Паметните граници обезбедуваат непречено движење, трговска размена, патување и транспорт. Тоа значи проток на стоки, луѓе, па дури и финанси. Ова е тоа што решив да биде за тема оваа година. И денес на светската конференција зборував за поврзаноста и бев мощно задоволен што вашиот премиер не почести и зборуваше за држење на земјата отворена, посебно после тоа што се случи пред некој ден, и бев задоволен што неговата посветеност е се уште таму и му се заблагодарив, вклучувајќи и за организацијата и ова прекрасно време. Знаете, кога доаѓате од Брисел е таму врнежливо, и не само за мене, туку и за многу други, ова време е прекрасно во Скопје. Паметни граници. Што значи паметни граници? Еве едно наговестување што би биле. Тие се и значат безбедни, мерливи, автоматизирани, основани врз управување со ризици и технологии. Секој од овие принципи е поврзано со нешто што прави светската царинска организација, тоест нашите алатки. Значи првата од Smart Borders стои за безбедни, secure, без безбедност, без да се бориме против нелегалната трговија, не може да имаме напредок во оваа средина. Тоа е дел од светските услови. Многу инвеститори кога ја разгледуваат вашата земја, кога гледаат овој аспект, се осигуруваме дека ќе имаме безбедност од аспект, например, шверц на дрога, прекашување на авторски права, па дури и заштита на животната средина. Значи, сето ова поминува покрај некоја граница, така што границата мора да представува ефикасна контрола на сите овие нешта. Се разбира, безбедноста е важна, но уште еден дел е олеснувањето. И токму ова тоа што го разгледуваме од оваа перспектива. Втората поента, вториот принцип е мерливоста. Пред малку го разговаравме пред да дојдам тука со вашата подпредседателка, и таа ја потенцира потребата од предвидливост на границите. Дали ќе биде предвидливо или дали ќе биде олеснет протокот, треба да биде тоа сето мерливо, значи мора да имаме начин да го измериме тоа. Имаме еден конкретен алат за овој процес и мериме колку време, например, треба да пристигнат стоките од една точка
до друга точка во друга држава. Значи во секоја држава има потенцијални пречки. И идејата е како да го намалиме тоа потребно време за да се стигне од една до друга точка. Тоа е една од областите. И тоа мерење на перформансите не се прави од страна на нашата организација, туку од страна на засегнатите страни. Најпознатите се Светската банка, кои самите прават истражување и секоја година тие прават ранкинг и го објавуваат. И обично цариниците не го сакаат тоа затоа што ако се на ниско ниво, тогаш ќе ги обвинат нив дека тие се виновни. И е одговорност на царинската управа да се справи со тоа. Така што ние го разгледуваме ранкингот на Светската банка, спроведуваме и гледаме како најдобро да го подобриме тој ранкинг. Исто така работиме со неколку од некои нашите членки да го подобриме и самиот ранкинг. Затоа што да се има ранкинг е добра мотивација да сакате да се подобрите во вашите процедури, не само граничната управа, па и туку и други владини институции. Ние, значи, правиме едно истражување за водење бизнес и сами и Светската банка спроведува собствено истражување и согледуваме какви податоци добиваме. Светската банка ни испраќаат секоја година истражување за водење бизнес, например, од аспект колку време треба да се испорачаат одредени стоки, и тие бројки што ги добиваме од Светската банка се тие кои се важни. Тоа автоматски влегува во самиот ранкинг кој се прави. Значи, кога разговарам со Светската банка, им кажувам дека вашиот извор на податоци не е нужно точен. Ако се консултирате со други консултантски агенции или фирми, ќе сватите дека треба да се земат предвид и многу поширок обсек на засегнати страни. Значи, не се само царинските управи кои ги прибираат тие податоци, туку и се обидуваме и понатаму да ги подобриме овие процедури заедно со Светската банка. Така што не сме само ние вклучени во овие процеси, туку и надворешните засегнати страни. Битно е да знаете како може да ги подобрите тие недостатоци кои ќе бидат лоцирани. Земите кои скокаат на тој ранкинг далеку, ни укажуваат, ни даваат многу добри податоци кои понатаму ни помагаат да ги разбереме полесно тие движења на таа листа. Ова е важно затоа што кога инвеститорите ги носат одлуките за инвестирање, тогаш гледаат што се случува на границите, затоа што кога инвестирате во една земја и произведувате во неа, нормално производите не се транспортираат од едно на друго место ефикасно, тогаш нормално ќе имате проблем. Ова истражување е важно и се спроведува помеѓу царината и бизнес заедницата и се наблюдува ефикасноста. Наредниот дел од SMART е А, тоа е автоматизација, затоа што нормално живееме во свет каде што дигитализацијата е мощна и важна и скоро сите царински управи користат автоматизирани процедури. Како да ја направиме таа автоматизирана процедура поефикасна е мощно и важно. Токму затоа развиваме насоки, споделуваме информации, што Светската царинска организација работи, и мило ми е што гледам дека
македонската царинска управа излезе со нова алатка, информатичка IT алатка која од аспект на автоматизација помага не само помеѓу царината и бизнисот, туку и помага за меѓувладина институционална соработка. Ако владините агенција завлечкаат процедурата, тогаш целата гранична процедура ќе биде понеефикасна. Така што поврзувањето на царинскиот систем со други владини агенции можно е важен. Се нарекува единствен прозорец концептот. И информациите, значи, треба да бидат споделени и со други владини агенции, за се да стигне до едношалтерска инспекција или контрола. Оно што Северна Македонија го започна да го спроведува оваа година, сметам и гледам дека е одличен пример и се разбира оваа автоматизација, се работи за меѓуповрзаност внатре во земјата, но исто така и надвор од земјата. Значи, во иднина би се поврзале и со своите соседи, така што размената би се одвивала побрзо. Ова е мощно важно затоа што транзитот е битен. Значи, направивме и дадовме некои упатства за транзит за да го лесниме протокот на стоки. Значи, на стоките и кои поминуваат низ државата и надвор од државата. Така што ова во смарт за автоматизација е мощно е важно. Наредното, буквата Р, тоа е за управување со ризици. Идејата е да се поврзиме, но нормално да спречиме нелегална трговија, а поспротивно би имале проблем. Од перспектива на бизнисот, тоа би нанело штета на бизнисот, или, например, ако имаме фалсификувани производи, може да доведе до несреќи. Или ако се појават некакви производи со ризици по здравјето, значи тоа може да предизвика дополнителни проблеми. Затоа треба да направиме анализа на ризикот, затоа што сите стоки кои ги преминуваат границите имаат трговски податоци. Откако ќе ги добиваме тие на почеток трговски податоци, се обидуваме да ги анализираме и да видиме дали може да ја поминат границата или не. Ако е се во ред, може да ја поминат. Се фокусираме да областите кои се високо ризични, за да може да ја олесниме трговијата и протокот, но исто така да го заштитиме општеството. И последното, буквата Т, се однесува на технологија, значи основа на врст технологија. Во моментов имаме огромни податоци, значи достапни, и како да се користат овие огромна количина на податоци е предизвик. Една од областите кај што се користа се во електронската трговија. И прашањето е како најдобро може да работиме со електронска трговија, е-трговија. Е-трговијата е нешто што може да донесе значителни промени. И ние сакаме токму тоа да го олесниме. Е-трговијата во е-трговијата нормално се применува повторно и управувањето со ризици, но се разгледува и опцијата како да се користат овие огромни количини на податоци. Во принцип,
податоците се достапни насекаде, а прашањето е како може тие анализи на податоците, како можат да се користат во полза на царините, на царинските управи, а и нормално по екстензија и на целото општество. Ние треба да се запознаеме многу подобро со ваквите аналитики на податоци, анализи на податоци, не само во приватниот, туку и во јавниот сектор, тоа што големите податоци, отворениот софтвер се значајни за сите и не треба да држиме монопол над податоците само за приватниот сектор. Се забележува зголемена побарувачка на податоците во јавниот сектор, така што ова е еден аспект од почивањето врз технологиите и има врска со и нормално и владењето на владите во иднина. Ова е правецот во кој се движиме, сите заедно формираат зборот смарт, паметни, и ова е тоа што ние го замислуваме како иднина на трговската размена. И дури пак ова е еден начин на кој размислуваме во општеството, што ваквата трговија е еден нов начин на размислување, нов начин на живот. Ова е тоа што значи паметни граници. Значи, прво се воспоставуваат глобални стандарди, потоа споделуваме информации за најдобрите практики. Токму ова конференција која се одржува е една платформа каде што може да споделиме што се спроведува и нормално да ги инспирираме и другите, а за на крај и нудиме и технички капацитет и поддршка. Она што зборуваме е нормално човечки ресурси, промени во обуките, во образованието, во учењето. Ние ги охрабруваме луѓето, не само во царинските управи, туку и во деловната заедница, да се посветат повеќе на учење, да научат што е потребно и всушност дури и нудиме и техничко познавање на Северна Македонија и на царините. И ова гледаме дека е ценето низ целиот свет. Ова е поврзано со борбата против корупцијата и подобрување на интегритетот. Не е ова само за царините. Исто така е вклучен и бизнисот. Ако царините се вклучени и се подобрат, сметаме дека и бизнисот може да се подобри во тоа и да се усогласи. Идејата е да се создаде доверба, значи без доверба не може да ја работите својата активност. Воведувањето на концептот на овластени економски оператори е голем чекор напред и сметам дека земјава е еден пример во овој дел на југоисточна Европа по тоа прашање и сметам дека може да се подобри имиджот на вашата земја и трговската размена инвестиција, кои на крајшта би биле од полза не само за вашата земја, туку и за светската заедница. Ви благодарам многу. Ова е тоа што сакав да го објаснам за она што го правиме во моментот. Ви благодарам.